Добро утро за сите оние што ќе бидат со нас во ова денешно издание на Детска соба. Како и секогаш нови настани, нови таленти, нови идеи во направи сам и многу друго. Се враќаме веднаш. Денес во рубриката Дали знаете, ќе дознаеме нешто повеќе за животно. Еден од најбрзите представници на родот мачки – леопард. Леопардот е член на семејството на мачките и најмал вид на четирите така наречени големи мачки од родот пантери. Некогаш овој вид бил распространет низ Јужна Азија и Африка, од Кореја до Јар. Територијата на распространетост се намалува со текот на времето, најмногу поради лов и уништување на природното живеалиште. Денес леопардот главно живее во Африка. Постојат и изолирани популации во Пакистан, Индија, Индокина, Малезија и Кина. Поради намалување на бројноста на популациите, оваа мачка е ставена на списокот на речиси загрозени видови. Бројноста на леопардот е поголема од онаа на останатите членови на пантера, кои имаат покритичен заштитен статус. Леопардот има релативно кратки нозе и долго тело со голема глава. Физички најмногу наликува на јагуарот, иако најчесто е помал. Неговото крзно е прошарано со розети, кои немаат внатрешни точки како кај јагуарот. Може да се сретнат и меланистични леопарди, кои или се целосно црни или со многу темна боја. Овие единки се познати под името црни пантери. Успехот на оваа мачка во дивината се должи на нејзиниот лов, способноста да се прилагоди на различните животни средини и способноста да се движи со брзина од 60 км на час. Леопардот се храни со било кое животно кое може да го улови. Живеалиштето на леопардот е од дождовните шуми до пустинските терени. Нивната еколошка улога и статус наликува на улогата на пумата во Америка. Во антиката се верувало дека леопардот е хибрид од лав и пантер. По ова верување го добил името кој потекнува од грчки зборови. Зборот пантер се користи при опишување на неколку видови големи мачки. Во Северна Америка терминот се употребува за пума, во Јужна Америка за јагуар, а во останатите делови на светот се однесува за леопарди. Се смета дека родот пантера се појавил во Азија, а потоа предците на леопардот и останатите мачки мигрирале во Африка. Леопардот е доста пргав и итар предатор. Иако е помал од останатите членови на родот пантера, леопардот е способен да лови голем плен, најмногу поради масивниот череп и силните мускули на вилицата. Телото е доста поиздолжено во споредба со останатите мачки и има кратки нозе. Должината на телото изнесува помеѓу 90 и 190 cm, а опашката е со должина од 60 до 110 cm. Во рамениците достигнува висина од 45 до 80 cm. Мажјаците се околу 30% поголеми од женките и тежат 37 до 91 кг, споредно со 28 до 60 кг кај женките. Леопардот е самотно животно. Комуникацијата меѓу единките е многу ретка. Сепак забележано е присуство на агресивни средби. Леопардите живеат главно во мочуришта и шуми покрај реки. На почетокот ова животно било проучувано во отворени савани, поради што постојат предрасуди при опишувањето. Вообичаено е ночно животно. Леопардите и луѓето имаат многу поврзаност. Забележани се и случаи на припитомување на леопард. На 25 октомври во Домот на култура Илјоантески смок, тетовчани имаја можност да ја проследат репризата на театарската представа Дом за старци, изведена од летечката театарска трупа, предводена од режисерот Владимир Јовановски. Да погледнеме. Немам склопено.
Ти? И 5 минута. Срам е да заспием. Знаем па овде ќе се разбудим. Уште еден ден, истка денот пред него. Настанот кој ја обележа оваа недела. Репризното издание на комичната театарска представа Дом за старци. Преполна сала, воодушевена публика, чишто коментари се уште не стивнуваат. Представа која што долго време ќе се помни. Разговаравме со режисерот и дел од актерите од оваа екипа. Дом за старци. Што ве инспирираше за представата да има ваков тек и зошто го носи баш овој наслов? Представата има ваков тек затоа што е случка од животот. Затоа што староста е неизбежност за секој млад човек. И што порано во возраста научи каква е староста, толку полесна старост ќе има. Тоа е едната причина, а втората, сакавме да пратиме порака и до старите и до младите. Да внимаваат како едните се однесуваат во младоста, така ќе им биде вратено во староста. А како старите се однесуваат кон младите, така и младите, доколку тоа се лоши или пак добри особини, ќе ги попримат во својата старост. Колку актери учествуваа во представата и како сте задоволни од целокупната изведба? Во представата учествуваа над 20 актери и ова е наша трета или четврта изведба, веќе не се сеќавам точно, но морам да кажам дека учествуваше една од најискусната наша група и без сомнеш, а со тоа го потврди и публиката, представата беше изведена извонредно и јас сум задоволен од секоја наша нова реприза. Наредната година нашата театарска трупа слави 10 години постоење во ваков вид каков што е. Иначе таа влече корени од детското драмско студио кој постои многу години пред нас. Но наредната година летечката театарска трупа слави 10 години од своето постоење и ние планираме две многу убави јубилејни представи. Тоа една е представа за млади, представата Луда куќа, многу убава комедија, а една авантура за помалите гледачи. Тоа е ремейк на една од нашите први представи, представата Пиратите од Горно Мало, враќање на сенките. Втор дел на нашата мега популарна представа која многу долго беше популарна помеѓу нашата публика. Кој ли го глумеш и може ли кратко да ни го опишеш? Јас сум Лазар Лукич, член сум на летечката театарска трупа околу 8-9 години. Во представата Дом за старци глумев еден од старците од Домот за старци. Улогата ми беше многу интересна затоа што навлегува во многу кавги со останатите актери од представата. Една од покомичните улоги во представата. Значи, моето име беше Гане, човек кој што работел долго време во рудник. Со текот на времето станал многу нервозен, затоа поради тоа и навлегував многу кавги со останатите актери од представата. Уживав додека работев како и сите други улоги, така и ова, и навистина ми се допадна и една од моите помилени улоги. Јас се викам Мила Григоровска, имам 7 години, учам во училиштето Братство Миџени и јас глумев во Дом за старци представата медицинска сестра Цица и им давав на пациентите, на старците лекови и инекции. Ти беше градоначалникот во оваа представа. Како успеа да ја доловиш оваа улога и како се чувствуваше за време на представата, додека беше на сцената? Во оваа театарска представа го глумев ликот на градоначалникот Пупале, кој што всушност е некаква си рефлексија на денешните политичари, кој што говори за тоа како политичарите не треба да бидат во општеството и за нивните важни ветувања кои што ги даваат кај граѓаните. Мојот лик целосно се вклопува во целата таа представа затоа што представата има порака која што вели кој што ни ги покажува работите кои што не треба да ги правиме и работите кои што треба да ги правиме. Всушност ни дава една јасна слика за тоа дека треба да го следиме вистинскиот пат и доколку и ни дава една во друга насока една слика која што вели која што ни прикажува всушност што ќе ни се случи доколку не го следиме вистинскиот пат. Беше огромна чест, но исто така и голема обврска да се одглуми оваа улога, исто така и да се учествува во оваа представа, но преполните сали кои што ги имавме досега се навистина одговор и оценка
честитка за тоа што до сега го сработиме. Јас сум Ана Постоловска, во детското драмско студио сум член скоро 9-та година. Во оваа театарска представа Дом за старци ја глумев Смиљка и тоа беше една од поинтересните улоги. Жана Кафана со нејзиниот хит Трула вишња метали! Maco, maco, macane, ispuni mi želbe dve, ispuni mi želbe dve, da mi srce ne vene. Prva želba macane, da mi kupiš ti BMW, BMW trojka TDI, su spušteni spojleri, meta, meta, metali, trula višnja metali, sakad traje da ideš jut na rati ili keš. Druga želba macane, u kafana vodi me, mrsno mi se jade bre, so tebe bez tebe. Maco, maco, macane, ti što zjapaš vo mene, ispuni mi želbe dve, žiti, žiti, žiti sve, meta, meta, metali, trula višnja metali, sakad traje da ideš jut na rati ili keš, jut na rati ili keš. Во оваа неделна емисија се некако се врти околу актерството, така да и во рубриката Млад талент за гостит го имаме еден од најдобрите актери од летечката театарска трупа. Денешниот наш соговорник ви е вам доста познат по своите комични улоги со кои успева секогаш до солзи да ја насмее публиката. Потврда за неговиот талент се воодушевувањата и громогласните ракоплескања од страна на публиката, секогаш кога тој се појавува на сцената. Актерот Лазар Лукич. Здраво, Лазар! Мислам дека со овој разговор ќе ги расположи гледачите, па ајде да украдеме некоја насмевка. Добро ве најдов, Ева, благодарам за поканата. Чест ми е што сум денеска дел од вашата емисија. Прво, може ли да ни кажеш кое е твоето прво искуство на сцената и како се чувствуваше? Моето прво искуство на сцената беше во 2009 година, мислам. Тогаш прв пат се појави во представата Авантурите од подмочани на летечката театарска трупа. На почетокот немав никаква желба кон театарот, ништо не ме привлекуваше, буквално ништо. Имав другари кои што беа членови во летечката театарска трупа. Ми рекоа да одам еднаш да видам како е. Рекоа ајде ќе одам еднаш да видам, може би интересно. Бев еднаш, навистина ми се допадна, отидов уште еднаш и еве член сум веќе 8 години од прилика во летечката театарска трупа и планирам да продолжам понатаму. Како се подготвуваш за секој нов театарски предизвик и дали е голема одговорноста да се биде актер? Па да, одговорноста е многу голема и покрај тоа што изгледа дека е прилично лесно, јас би рекол дека не е толку лесно како што изгледа. Одговорноста е голема, треба да се свати сериозно, да се даде се од себе за да се долови тоа, да се долови улогата за представата да изгледа така како што треба. Јас за секоја представа пред кога ми ја доделуваат улогата, ми треба време на почеток да се соживеам со улогата, да истражам нешто за неа и да дадам се од себе колку што можам повеќе за да ја доловам улогата како што треба. Која е најсмешната работа што си ја направил на сцената и кој театарски лик е најблизок до вистинскиот Лазар? Значи, мислам дека нема некој лик кој што е комплетно ист со мојот карактер, но мислам дека ликот од представата од Пишани е нешто најблизу со мојот карактер, со тоа што сум јас. Која е твојата најтешка улога одиграна во досегашните представи? Една најтешка улога во досегашните представи мислам дека беше улогата во представата од Сомнително лице.
Таму го глумев началникот Јеротије. Мислам дека е малку потешко од другите улоги до сега, затоа што прилично голема, има многу движења, многу текст, цело време е на сцена. Значи, од таа причина мислам дека беше малку потешко од другите и малце понапорно на пробите, но мислам дека дадов се од себе колку што можам за да ја совладам улогата во представата. Може ли да им откриеме на гледачите како го користиш слободното време и дали имаш некое свое хоби друго? Па, слободното време, освен со театар, не би рекол дека имам некој друго хоби, но кога имам инспирација и повеќе слободно време, сакам да цртам. Исто така имам учествувано и во краткометражните филмови на Ана Андонова, во краткометражниот филм Грашок. Се појавувам и како статист во нејзиниот нов краткометражниот филм Јуни над Тетово. На што работиш во моментот и кои се твоите планови за во иднина? Моментално се спремам представи од детичката театарска трупа. За во иднина би сакал навистина да продолжам да се занимавам со театар, аматерски, можеби и професионално, не знам, ќе видиме. Што би им препорачал на гледачите? Кои се патиштата кои што водат кон успехот? На гледачите би им препорачал никогаш да не се откажуваат од тоа што навистина го сакаат, никогаш да не се откажуваат од остварување на нивните цели и покрај тоа што може некогаш да биде тешко. Ако навистина го сакаат, да одат понатаму и да не се откажуваат. Тоа беше денешниот млад талент Лазар Лукич. Ти благодарам, Лазар, што дојде тука во нашата емисија и ни ја разубави оваа рубрика. Благодарам на вас за поканата и се надевам дека ќе се дружиме и повторно. Се гледаме во следна прилика. Први октомври. На што ве асоцира овој ден? Ноќта на вештерките или познат како Хелоуин? Како да се маскирате за да бидете посебни и поразлични од останатите? Ви нудиме неколку